Гевгелија и Валандово се меѓу 5 општини во Македонија кои се на првите места по отвореност на буџетските процеси за 2021 година. Ова го покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Според нив, вкупно 5 општини имаат индекс на задоволително ниво на отвореност на буџетските процеси во 2021 година. За жал, она што би сакала да го истакнам, резултатите не се задоволителни. Оценувани беа општините на скала од 0 до 100 и просекот е 32. Оценката просечна е 32 на ниво на Македонија. 9 истражувачи од ЗМАј најпрво ги анализираа општините, а потоа исто така им беа пратени сите податоци на општините за тие да ги верификуваат и дополнително побарани од нив беа информации од јавен карактер, каде што можат дополнително да ни достават доколку нели нешто е пропуштено, со цел да биде еден соопфатен процес и тие да имаат можност да бидат вклучени во истиот. Ова се направи преку така наречената анкета за отвореност на општините, и тоа е детална анкета за процесот на општинскиот буџет за фискалната 2021 година. Сето ова посочува кон минимална отвореност на општинските буџети во 2021 година кон граѓаните, велат од Сдруженијето. Највисока вредност има Карпош, а најниска има Рачинова. Затоа, во голем број од општините каде што се промени власта, се гледа дека 2021 буџетска година не е така добра како 2022, бидејќи на веб страните најчесто може да се видат и актуелните случувања или случувањата кои што се направени во однос на планирањето и извршувањето веќе на буџетот за 2022 година. Така што не се неосновани надеждите дека следната година ќе имаме и подобрен индекс на отвореност на општините. Лани имавме 2 општини со 0 и се надевавме дека оваа година ќе немаме такви општини, но за жал повторно имаме општина која што според нашите оценки има постигнато 0 индексна вредност. За поздравување е тоа дека за разлика од лани кога имавме само една општина која што имаше задоволително ниво на отчетност, транспарентност и вклученост, оваа година имаме 5. Струмица се наоѓа на 18-тото место за отвореност на буџетските процеси во 2021 година.